Мислев дека ќе имам мала пауза од тредење, но сепак одлучив да тредам и затоа имам и сега едно ново рекап видео. Во ова видео ќе ви објаснам како може да го третирате трейдањето како предвидлив бизнис, односно да можете да се ослоните на него на подолг рок да ви генерира предвидлив приход. И го правам тоа заради тоа што последната недела, кај што додека бев во Албанија, направив вкупно 19 трейдови и тука се бројките што би сакал, односно оние KPIs што би сакал да ги имам утек на целата година. Тоа, се прво ќе ги анализираме трейдовите, трейдзела, кои индикатори ми се важни, врз база на што можете да направите пресметки за вашиот стил на тргување и како се подобрувате, и на крај ќе анализираме еден swing трейд, ќе ви кажам кој ми беше мајндсетот што влегов у него, тоа е Robinhood, и еден day трейд може Intel или Robinhood, на крај ќе го направиме тоа. Ама да почнеме од почеток. Значи што имаме тука? Гледате, значи многу битна работа е што петокот или имавме огромен пат на берзата, и заради тоа што имав отворени овернајт свингови, бев минус 1400 у еден ден. Заврши таа недела со минус $1500. Сега, прво нешто што ми е најважно е скроз да се дистанцирам од тоа и да си почнам неделата скроз на ново. Така да, понеделникот гледате само имам, мислам дека еден свинг на худ, да, отворен. После тоа, дури у вторникот почнам да трейдам. 4 трейда у вторник, 1 трейд у среда, 9 средата возев, 9 трейда у четвртокот и 6 трейда у петокот, сите зелени денови, а заврши неделата со плюс $682. И сега ќе ви кажам зашто ми е ова многу важно и го доживам како многу голем успех. Погледнете го тука. Значи трейдвин, знаете дека ви зборам цело време дека сакам се движи од 50 до 55%, тука ми е sweet spot со мојата стратегија. Првата недела го немав тоа, ама втората гледате сега дека се враќам и тоа е многу добар знак. Профит фактор исто така е 2,68, што е доста узелено. Знаете, плюс $1000 у профит од сите трейдови, 1100, минус 400, минус. Значи скоро 3x од лосовите ќе биде за малку. Сите денови ми се уинови, тоа и толку не е важно. И ова е многу интересна работа. Average win loss trade ми е 1,95. Ја би сакал меѓу 2 и 3 да ми биде, ама ова е тен добар почеток. Значи, за секој трейд на мене ми носи плюс $99, а секој трейд што ми е у минус ми зема минус $51. Значи, јас со еден добар трейд покривам 2 лоса. И сега ќе ви кажам зашто е толку важно, пошто после тоа се чиста математика. И плюс оваа недела имав комбинација од swing трейдови, day трейдови, прво заради тоа што патував и не можев цело време да сам на компјутер, и втора работа заради тоа што берзата беше таква. И мислам дека е на многу добар, солиден начин, врз база на претходните видеа и лекции што ги имав научено, успеав некако се да имплементирам сега. Така да, пак се останам сталожен сега, за да не отидам многу со его или со преголема доза на самодорба у следната недела, ама да тие што не сте ги гледале, можете да ги изгледате претходните рекепови, ќе видите дека од недела у недела само си ги барам грешките и простор каде може да се подобро, и го правам тоа и за мене, ама го правам и за вас, да можете да научите од моите грешки, од анализата на моите трейдови. И сега додеме на формулата зашто е ова толку многу важно, овие фактори тука што ги гледам. Океј, ноутс ќе отворам, надевам се дека се гледа. Оваа формула и ме кажував на последен пат, мислам дека и на економски факултет у Скопје и на Хајделберг. Те речеме дека имате акаунт од $5000. Може, ајде со 5000. Сметка, значи $5000. Правилото за отварање на трейдови е 10, значи делено на 10, што значи дека имаме $500 по позиција или по трейд. Големина на позиција.
стоп лос некој просечен е 20%, значи макс, ја го викам макс стоп лос, само после тоа ќе видите во некој наредно видео, ќе ви кажам па што ми е поважно од процентуалниот стоп лос. Само за почеток може да се водиме по оваа математика. Макс стоп лос 20% на $500. 20% на $500, $100. Значи ја можам да губам по позиција. Минус по позиција. Што значи дека ја можам да направам за да го изгорам акаунтот, морам да направам 50 лоши трейдови у серија. И тука е целата заштита, тоа е практично невозможно. Ризикот е да одете против се и да направите 50 лоши трейдови у серија. Сега да видиме која е позитивната страна. Која е позитивната страна тука? Што имаме? Че имаме, да речеме, тука е 58, ама ајде 55. Можете и со 60 да одете, ако бидете повнимателни да не одете толку ризично како мене, можете 60% да имате мој ред. Тоа значи дека секој 6 од 10 трейдови ви се успешни. Колку ни генерират успешните трейдови? Значи секој успешен трейд ни генерира тука, ни генерира $100, значи win плюс Океј, ќе ви дообјаснам после тоа. Лос ни е минус $50. Што значи тоа? 6 од 10 wins имаме, така? Значи имаме 6x 100 е еднакво на $600 од wins. 4x 50 е еднакво на $200. Лос нет плюс 400. Што е тука многу важно? Значи ова ви е на 10 трейдови. Обично у ден се прават 2 до 3 трейдови. Значи може окей некои 10 трейдови неделно, може и 20, зависи нели колку сте активни, ама да речеме дека трейдате 3 од 5 дена, 3 до 4 од 5 дена, што е многу окей, здраво да го правите тоа. Значи тоа ви се 10 трейда неделно. 4 недели имате по 10 трейда, 40 трейда. Трейдс. Месечно. Значи, ако плюс 400 ви е неделно, 400 x 4 недели. Значи, вие со овој систем, со $5000 акаунт, ако се држите со овие правила, сега ќе ги повторам сите работи, ќе генерирате $1600, $1600 месечно, со тоа што 99 минус 50 е многу conventional, како да ви кажам. Значи, многу е дефанзивно, заради што, сега ќе ви кажам. Пошто тука гледате, макс стоп лос по позиција го ставаме $100, тука е минус $50, значи пола од позицијата дури. Негде од тука може да се каже дека некој просек не е големината на позиција $500, тука е 300, тука е $300. Разбирате ме? Што сакам да ви објаснам. Значи замислете ово да е дупло, ќе бидат 3000 и повеќе ќе бидат уствари. Значи 6 по 200 1200, 4 по 100 400, значи тука ќе биде плюс 800 место плюс 400, x4 $3200 плюс ќе бидат. Ама окей, одеме со оваа дефанзивна, стартна, да биде како што треба. Макс стоп лос 20% по позиција, што значи дека вие треба 50 трейдови да утнете у серија за да го изгорете целиот акаунт. Тука ви го дава простор да можете у иднина, нели,
да знаете дека ако се држите доволно долго до овој систем, дека евентуално ќе почнете да правите добри трейдови, исто како кај мене што беше, ако споредите претходна недела и оваа недела. 60% win rate, многу стандарден win rate, не е ништо специјално. Секој win да ви носи плюс $100, секој лос да ви зема минус $50. У една недела, ако трейдате, ако имате 10 трейдови у неделата, тоа се 3 или 4 дена по 2 до 3 трейда. 6 успешни трейдови по $100, $600 плюс, 4 неуспешни по $50, $200. Гледате тука каков асиметричен win-loss ratio сакаме да имаме. Имаме малце поголем win rate од 50%, ама и со 50% окей. Мада со 60 уште подобро. Ама и на добрите трейдови да не носат дупло повеќе отколку загубите. Тоа е многу важно. На крајот завршувате со нето приход, уствари раст на акаунтот од $400 на 10 трейдови. Ако правите тоа 4 недели у месецот, по 10 трейдови по $400, на крај вие ќе имате плюс $1,600 на сметката. Сега, ова не се случува секој месец, не секојаш берзата не ги дава овие шанси, ама затоа го земам па и по-конзервативниот начин со 150 место со 200 и 100, за да видите како изгледа тоа и да можете пример да се држите подолго време. На мене ми е важно, не ми е важно што правам у месец, у квартал, дури у пола година. Важно ми е на крај на годината да ги добијам овие бројки. И тоа е се што ми е важно. Така да надевам се дека оваа формула ќе ви помогне да го сватите трейдањето како машинерија што може да се изграде врз база на која ќе се генерират како очекувани приливи. Значи правите го да биде predictable, да предвидливо. Значи предвидливо, знаеш ти, ако го правам тоа со толкав акаунт и тоа ми е win rate и берцата ако ми ги даде тие сетапи, не да брзам во секој тука да ги чекам, нели како што објаснувам секое видео, на крај се стига до овие бројки или до бројки уште подобри од ова. Сега тоа го тргаме настрана, одеме да анализираме Hood Swing од 8 јуни. И сега ќе ви кажам, значи 8 јуни, тука имам купено еден контракт, после докупував уште, ама не ги објавив заради тоа што бев over leveraged и заради тоа што оваа група се користи нели за споделувам пред сите студенти, не би сакал и они да се стават у таква позиција. Така да ако правам нешто поризично доволно, или ќе напишам, или некојаш нема да. Значи ќе имате основната позиција и тоа нема да пишувам дека докупувам и слично. Купувам Hood јули 17, 90 колос. У истиот момент имав отворено, не истиот, туку после 2 дена отворив и 18 јуни, исто 90 или 95 колос ќе ги ценеме и тие после. Take profit 95, stop loss под 80, значи 8, 6, 26. Ајде да видиме на чартот како изгледа тоа. Еве го Hood горе десно. Сега знам дека има многу левели тука. Имаме 8, 6. Значи 8, 6 е оваа свеќа. Што имаме? Имаме тука breakout. Претходен левел 82. Гледате? Ајде како ќе го исцртам сега. Убаво. Ова ни е претходен резистанс. Тука. Гледате? Значи резистанс ни е ова. Бил. Ставиме со црвена боја. Ево. Мислам дека се гледа убаво. Претходен резистанс, гледате и тука е, има дури гап. Тука се. Од body до wick до крај и што се случува после тоа. После тоа, од како имаме breakout тука, значи го пребојуваме левелот и веќе одеме на retest зона. Се тука што се случува. Тоа вака некако изгледа. Од прилика. Тури може и да направиме кейс за bull flag, дека е ова.
Да, после breakout, значи имаме bull flag формација на потенцијална на Robinhood. Што се случува? Ово го гледаме на daily, заради тоа што отварам swing trade. Ама и пример сега кога ќе се спремам за цела недела за трейдање, прво ги гледам на weekly, на daily, да видам која има шанси у која насока се движи, да ги погледам на поголем таймфрейм како изгледаат сетапите. Па после ги смалуваме на помалите, па се до 2 минути кога сакаме да направиме плес. Меѓутоа, за swing трейдови, додека за day trade ги гледам на 15.5.2, на swing trade ги гледам на daily 4 саат. Сега тука што се случува? Гледате дека прв ден, 3 јуни, перфект задржува. Имаме пат, ама задржува. После тоа имаме памп, после тоа имаме пат и враќа боди, не затвара. Гледате, има само уик до доле до 79.5, ама бодито е над нашата зона. И после тоа, тука некаде, сега ќе видам и точно колку саат имам отворено, у 8 вечер. Че гледате сега на саат време, или на 4, на 8.6. Ево, 8 јуни. При маркет, бам, и сега на 4 саата тука, на 4 саата веќе е затворена. Да видиме на саат време како изгледа. Ево го сме. Погледнете на саат време. Значи веќе од падо надоле, гледате веќе враќа булиш моментум. У примаркетот бива точно од левело, после имаме една свеќе, втора свеќе. 8 саат е веќе оваа свеќе. Тука кога после оваа црвената, кога почнува да пумпа нагоре, тука е моментот кога отварам. Некои луѓе ќе чекат перфектен брейк ритест или тука брейк и ритест па доле, нели, ќе отворат. Знаете дека мојот стил малце поагресивен, јас сум спремен, значи гледате, стоп лос пишав дека ми е 80. Ево. Сега ќе пише. Стоп лос под 80. Зошто 80? 80 нема ни една свеќа затворена под 80, гледате. Овие се wicks, нели, со сенки, со фитили. Ни една свеќа под 80. А претходен хај ми е бил 95, што евентуално го добивме, само не издржав да го чувам до таму. Браво за тие што имате задржано, ама сега ќе ви покажам и како го третирав целиот трейд натаму. На 9 јуни на памп у 4 саат имам плюс 20% објавено. Тука не зимам профит, тука само ставам дека е 20%. Значи 9. Веќе имаме на отварање, значи тука некаде е тоа. Ние плюс 20% трейду, што евентуално после паѓа до доле. И сега тука кога падна и кога врати назад, гледате на 9. Еве го 9. Паѓа до доле, одма после него задржува, еве е нашата зона. Никако не паѓа под неа. Тука доземав уште една позиција. Худ, после тоа прв трим, еве го, 15.38. Десети, 15.38. Што е некаде? Тука, одма на отварање на берзата. Тука некаде е на хај. И 38, валја е тука некаде. Сега, гледате, што правам? 10.6, 15.47. Окей, ставаме на 15 минути за да биде по-прегледно, да знаете точно што се случило. 10.6. Еве го. 15. Аха, добро. 15.38. Ево. Значи тука кога почнува да испунува,
првиот трим го правам. Значи плюс 35% и 38%. Ќе одеме на оваа свеќа. Сега ги намалувам таймфреймовите за да ви покажам точно што како си има случај. 35 е тука некаде. Значи тука некаде имам земено првиот профит, вториот профит кој имам земено е птен на хај горе. И сега пишувам second trim на 50% и оставаме на ранер и последен take profit ми е $95. Меѓутоа дали у трейдинг чат пишав дека поместувам стоп лос на previous day high или го немам пишано, не сум сигурен, можно и да не го немам пишано, чим го нема тука. Значи all out на худ после викам последниот дека го продавам бидејќи не задржа previous day high на 1 сат. Што значи тоа? Ова е на 10.6. Тука после овој памп што сакав да направи? Previous day high. Гледате, previous day high е тука. Значи левелот што сакав да го задржи е 88, односно оваа линија тука. Кога пропадна тука, еве го кој е, хај. Реално не пропадна се до последниот саат. Ама на мене тоа ми беше тригер. Викам, нема зашо сега да дозволувам winning trade да не ми остане со моментум нагоре. Значи многу беше важно претходен хај да го задржи па да продолжи после тоа нагоре. И сега гледате што направи худ. Назад до доле, скоро на bull flag ретест и после па продолжи нагоре. А овие беа за јули контрактите, сега ќе ви покажам и од трейдзела. А за јуни ги отворив на Freedom и тие се веќе плюс 115%. Сега се моментално плюс 115%. Мислам дека може да видите тука. Вие се јунските, ТВС-ки. Што ги отворив? На 9. Значи на 9 ги отворив од после кога врати назад над demand зона. Така да пред 20 минути дека сме направили. Само да видам дека веќе худ. Чисто видите, овие се day trades, по-долго време траеше оваа анализа, така да худ акумулирано плюс 30%, тоа што два контракта. Да видам како се гледаше executions. Гледате, после кој имам докупено на вториот пат и прв take profit имам тука ова 50% и после тоа ми е стоп лос што ми беше ставен кога не задржа previous day high. Имате предвид дека имам и Freedom акаунт заради тоа што на Interactive Brokers го користам Malio, што е showcase за се ово што го правам, а на Freedom отварам некои дополнителни работи. Сите промени и отворени позиции, поготово за свингови, се објавуваат тука и никош нема да се случи пример да направам некој потек, да речеме да затворам или да активирам стоп-лоса, да не го објавам пред другите. Ово ми е дело дека што сум 100% транспарентен за да имам добар трак рекорд, а и у исто време да можат и другите да научат од мојот пример. Така, тоа е тоа за денеска и се гледаме у нареден рекеп. Чао, чао.